Здраво фудбалски фанови, добре дојдовте на уште едно епско издание каде денес ќе го најавиме дербито на премиер лигата овој викенд. Ливерпул против Челси. Ова не е само уште еден обичен надпревар, ова е борба на титани. Ливерпул кој доминира на врвот на табелата се среќава со Челси, кој е гладен за победа и сака да направи изненадување на Енфилд. Ке зборуваме за формацијата, за клучните играчи кои ќе недостасуваат, како и за тоа што треба да очекуваме од овој спектакл. Подгответе се за анализи, предвидувања и многу повеќе. Да почнеме со формата на двата тима. Ливерпул оваа сезона е фантастичен. 5 победи во последните 5 надпревари со непобедлива одбрана, примајќи само 2 гола во текот на сезоната. Но денес нема да можат да сметаат на својот главен голман Алисон кој е повреден. Исто така Харви Елиот ќе отсуствува, што отвара простор за ротации. Но сето тоа ќе го надополнат Мохамед Салах и Луис Диас, кои се во топ форма и веќе постигнале 9 голови комбинирано. Од друга страна, Челси е исто така во добар моментум со 4 победи и еден нерешен резултат во последните 5 меча. Меѓутоа, тие ќе бидат без двајца од своите клучни дефанзивци, Весли Фофана и Марк Кукуреља, кои се суспендирани. Но имаме и добра вест за навивачите на Челси. Капитенот Рис Джеймс се враќа во тимот и ќе се обиде да ја затврсти обраната против мокриниот напад на Ливерпул. Што се однесува до статистиките, последните средби меѓу овие два клуба не беа богати со голови. Во последните 8 надпревари Челси нема победено, а дури 4 од тие мечеви завршија без голови. Дали ова ќе биде денот кога Челси конечно ќе ја прекине оваа серија или пак Ливерпул ќе ја продолжи својата доминација? Тоа беше се од денешната анализа на мечот Ливерпул против Челси. Останува да видиме кој тим ќе излезе како победник од оваа пресметка. Дали Ливерпул ќе задржи својата доминантна форма или Челси ќе изненади домакините на Енфилд? Споделете ги вашите предвидувања во комјунити табот и не заборавајте да го лајкнете ова видео и да се претплатите на каналот за повеќе вакви видеа. Ние сме тука да ви го носиме најдоброто од фудбалот. Ви благодарам што гледавте и се гледаме наскоро.